трошка и без грим. Пес е луд што озабен се ежи. Треба да се бориш. Да се бориш. Сиот упорство ќе треба да се сториш. За да дръпнеш од устата цошка, од забите на тој пес на кострешен лебец, трошка. Вапцарови бранувања. Почитувани гости, драга публико, добро вечер и добри ни дојдовте на поетско-литературната манифестација Вапцарови бранувања. Проект на литературно-тривинската дејност при Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров од Елчево. Оваа литературно-поетска манифестација е посветена на нашиот патрон, поетски великан Никола Јонков Вапцаров. Меѓутоа, да не должиме многу, во наредните мигови да ја проследиме монодрамата Писмото на Вапцаров во изvedба на ученикот од основното училиште Ванчо Брке Амар Пашо, а под менторство на неговиот наставник Лучо Никос. Нека повеќе. Роден сум во Лјубљанска, во Пиринска Македонија, во 1909 година, во семејство кое се спремеше за Слободна Македонија. Мајка ми беше учител. Со нејзините контакти со местно население се вклучи во ослободување на Македонија. Заврши основно училиште и 6-ти клас од гимназијата во Разор. Потоа прекинав образованието и се запиша во Воранска машинско училиште во Варна, каде за прв пат се сретнав со марксистичко-ленинистички кружок и станав активист на кружок. Таму ја напишав ималата прва стихотворба, насовена како на светли идеали. И од 1932 година станав машински техничар, отправи работа в Еденброд, со кој патов би се вернал брег на Африка. Но подоцна го напушти брод поради ограничена комуникација со луѓето. Во 1933 година бев тепан од страна функционерите на власт поради политички действувања. Малку подоцна се изврши успешен атентат в Розмен, поради што бев принуден да напишам писмо до Ванчо Михајлов, прашувајќи го зошто сакаа да ме убијат. Се залагав да ја пропагирам идејата за класен пресврт, но ова не го добруват градските власти, па затоа ме претворија, распрашуваа и младетираа. Со секој обид на бугарската полиција да ме заплаши, во мене се разгоруваше жела против постојаниот капиталистичко-фашистички систем. Освен работата за таа екзистенција, се занимав и со книжна дејност. Период од 1936 година до 1942 ги создал своите најзначени стихови, а во 1940 ја создал својата прва и последна збирка «Моторни песни». Бев против фашизмот, поради тоа што раководителот на Пиринското партизанско движење Никола Паракунов се нетоги моите диверзантски разумачки акции врз важни објекти со кои се служат фашистите во Бугарија. Ме покани да се приклучам во раководство на движењето. Ја прифатив поканата, но не добив доза од бугарските комунисти. Во септември 1941 година земав учество во саботажа против германските војски, снабдување со оружје, набавка на документи и солидификација. Набрзо бев патен од бугарските власти, а заедно со мене и Јатанас Помов и Јан Попов. Притисок на моите роднини. Пишува молба за помилување кај што ќе побарам доживотен затвор наместо смрт со стрелање. Ви раскажам една случка од детството. Требавме со батко ми Ѓорги, мајка ми Елена, тетка Марија и баба ми Милана во Добриниште да се препереме и скапеме. По нас и од двете страни одеа срви, робови, од чукачак. Јас ги гледав со полна љубов и сожалување. Особено ми остави впечаток еден срби која имаше раката заврзана со бела крв.
Ја праша баба ми, зошто овој не оди дома кога веќе си ја скршил раката? Баба ми гледаше и се труеше да ми објасни. Таа ми беше дека тоа се робови, кои се глани и партава. Мене ми пана жал кога повторно го погинав човекот. И ја праша баба ми, зошто тој мора да учествува во овие војни? И реков на баба ми дека јас ќе го освободам. Еден ден ќе станам сирен и сите ќе ги освободам. Таа малку да се поднасмеа, но се трудеше да ме убеди дека робовите се Божја воља. Едни ќе царуваат, други ќе робуваат. Едни ќе гладуваат, други ќе пријадуваат. За реп оде дури во Варна се школува. Татко ми се залагаше да се обезбедам мојата екзистенција, но и во Бугарија почна економска криза. Невработени се повеќе расте. Единствен израз ми беше морско машинско училиште со кое ќе се најде потоа работа. Татко ми не сакаше да слушне да видам даскал, па затоа ме прати во Варна, но му даде потеги дека таму школувањето е бесплатно, та семејството ќе се спаси од расходи. Тој сакаше јас да имам сигурна професија. Решив да одам во Варна, но пред тоа направив разговор со мајка ми. Рекол дека не сите поети учеле литература. Ако јас станам поет, ќе пишувам стихови и без да учам литература. Оттаму ќе бидам поблиску до народот и ако можам ќе опишувам неговата робска мака. Отидов. О, колку е тешка туѓината. Не издржав и напишав писмо на мајка ми. Ми не достигаше мојата планина, ми не достигаше семејството, но сеќавањата ми научи дека треба да се борам и да го издржам овој тежок период за мене. Но постепено почна да ми чезнува мака. Засакав морето, моите другари, па дори се јавиот касарински живот. Престојот во Варна, во Морнарското училиште, ми овозможи да патувам по далечни земји и оттаму не заборав да ја пишувам на мајка ми. Со ова писмо сакав да ја кажам дека секаде живот е ист. Едни ќе пријадуваат, а други да гладуваат. Да, јас сум Никола Јонков Вапцаров. Од основното училиште Свети Климент Охридски ќе ми се представат со читање на одбрани творби во придружба на гитара Драги Атанасовски, под менторство на наставникот Данка Атанасова ќе представат творби од Вапцаров. Нека повели Моника Михайловска со песната за жената, а потоа Викторија Диковска ќе интерпретира песната Пролет. Песма за жената. Денес некој напнат ми прилегнал зад куки и врати. Стигна бојот, другар мил, ми те нема да се вратиш, а те молев, плачев јас. Зошто тогаш не ме слушна? Тргна тогаш дома в час. Стана глуво, стана душна. Со срцето мое, слушнав каков немир бие, та протегнав раце две, да те најдам, сакав тие. Ревнива сум, Фернандес, слобода, штом чујам, вријам. Кон тој збор е мојот бес, од мите грам сиот. Може би си право бил, може би си право сакал, туку ете, бол ме свил и ми стежна колку мака. Чувството на човек сам во одава што зина, покрај порти некој мина, нема да се вратиш, знам. Пролет моја бела пролет, ниту живеана, ниту празнувана, само во светли сништа сонувана. Како минеш с нисмо над тополите, без да запреш тука вихрен полет. Пролет моја бела пролет, ќе дојдеш со дожд и урагани, бурна, страшна, сметеш секи сматиш, недобро ни надежи да вратиш, измиеш скрвавени рани, ќе запеат птици сред плаж житен,
Весели во просторот ке летнат, луѓето од твојот труд ке светнат, како браќа ке се љубат сите. Пролет моја, моја бела пролет, да го видам твојот првен полет, лиснат живот во мртви плоштади, да го видам са твоето сонце и да умрам врз твоите барикади. Песната "Татковина имам" ќе ни интерпретира Катерина Начевска, а Анастасија Самарджиска ќе ја проследиме со песната "Вера". Нека повелат. Татковина имам, родна стреја. Дење неа сводот синија краси. Ноќе светат звезди по лилеј и зутри на светот ден ги гаси. Кога ноќе за дома си одам, јасница остреите темни. Надушувам до куќата родна, со оружје фрака враг ме левне. Ти со сказни ме учеше, мамо, да ги сакам сите како тебе. Би ги сакал, само ќе ми треба слобода и лебед. Вера. Ете, јас дишам, поминувам сам и стихови пишам како што си знам. Со животот често си немаме слога, се борам со него доколку што ќе смогнам. Со животот ние во капка сме сега, но немој да мислиш омрзаме стега. Не, дури да гинам живеачко груба, што шепиве челични, јас пак ќе те љубам, јас пак ќе те љубам. Да речеме, јаже на вратот ми клале и праша, потем ме праша тие. Ке сакаш ли, речи, да живееш час? Ке сцркам на сет глас, злосторници, долу, спуштете ја долу ортомата вие. За животот кај ли се не би се визнал, по сводот со пробна машина би летал, вракета би влегол, бомба експлозивна по просторот ширен би барал планета. Но сепак ке сакам миг среќен да сретнам, кај сине е сводот ке сакам да видам. Пријатниот скокот сепак да го сетам, оти жив сум, оти жив ке бидам. Да речеме, ете, ми земете толку кол само пченично зрно од мојата вера. Би рикнал јас тогаш, би рикнал до болка, како среде срце прострелана зверка. Што тогаш од мене ќе стане, се знае. По грабежот веднаш ќе бидам јас ништен. И појасно уште и поточно дае. По грабежот веднаш ќе бидам јас ништо. Ке сакате може во неврат да појде и мојата вера в денот што ќе дојде. И мојата вера дека ни се ближи живот појќе убав, живот појќе грижлив. А каков ќе биде нападот мола? Со куршуми, неви, безуспешно, сосем. Друго се е ветер. Верата во мене за челичен оклоп гради ми се внесе. И куршуми кои можат да ја урнат откриени не се. Откриени не се. Од основното училиште ќе го проследиме настапот на Гоце Стојменовски со песната "Излажеме", а потоа настапот на Елена Георгиева со песната "10 Minutes". Уживајте во нивните изvedби.
столбик со светлом.
со народот нашиот. Полиња и гори, со бои ги сликал, а крвави огништа на секаде викаа. Секој што сапнам во чуднава земја, моја е знај, со мака ја сликал. Се што ќе кажам е чудно, но и тој човек со перо во рака пишувал мака. Земјава е чудна, волшебна е знај, но слободата и животот би го дал. Се што ќе кажам со силни зборови, како што пиштал во рака, си убивал мака. За мојата мила Македонија. Второ место се доделува на Моника Михайловска со песната под наслов Никола Јанкова. Нека победи. Никола Јанкова од мала куќа трошна, од Пирин планина, од семејство бедно, се роди писател, еднаки борец, со душа четна. Тоа е дете од татко Иван и мајка Елена. Се роди машко чедо Никола. Со неговата поетска рака разни дела пишуваше и преку нив неговите дела чувства ги искажуваше. Вапцаров со својата розна кружка се бореше и целата своја душа за неја ја даваше. Тоа нашиот поет, тој за Македонија збореше и од љубов кон татковината твореше. Неговите песни се како прекрасна слика и неговата поезија насекаде блика. Неговите песни се исконска сила, што останат секогаш на татковината мила. Вапцаров е поетот, за Богу душа дава и секогаш неговите дела со радост ќе ги слава. Неговите дела со многу љубов се напишани и секогаш како најдобри ќе бидат запишани. За творбата под наслов Непребол. Нека победи. Непребол. Истрел, писок, паника, во тоа кобно утро, кога силниот грмеш на пушката ги разбуди птиците и извика на сет глас. Мајки, плачете вие, плачете, одитирани лошија пишуваат судбината на вашите чеда, наши јунаци. Но една мајка го стегна срцето свое, не пушти ни солза, ни глас, ни вик. Знаеше оти сини гине честно, гине за татковината, гине за поезијата. Таа знаеше оти замина човек со челична вера, човек кој не чуваше за татковината во срцето место. Татковината беше неговото срце. Животот го помина покрај топло огниште, но во срцето криеше студ. Оти далеку беше од домот, далеку од татковината, далеку од родината за која толку песни твореше. Но не жалете вие, о луѓе, за неговата смрт. Песните ке сведочат за живот и дела, а неговиот спомен во историјата е запишан со крв. Во конкуренција на 18 години, трето место за творбата на Кети Ангеловска под наслов Никола Јанков Вапцаров, второ место или втора награда за творбата на Санела Мемедова, исто така под истиот наслов, додека првото место и припадна на Ана Марија Лесовска со песната Вапцарови трафериња. Нека повелат.
родното место, Вапцаров, основоположник, човек роден само да твори, високи препреки преклопа, вишни планини стръмни, срце челично яко и пред сите отворено да твори, за родината, за земята. Личност која знаеше многу, во борба против фашизмот да ве бодри, не делеше никого, етнички и религиозно, рамо до рамо, сите да живеат сложно. Дали некому тоа му пречеше, да парче вредна земја, толку што го влечеше. И судбина тоа не била, голема болка во Македонија се спила. Се гордееме со тебе, Вапцаров, темелник на македонската модерна поезија, човек од редовите на фронтот со борба против фашизмот. Ти си слава наша, што Бог во моментот ни ја дава. Никола Јонков Вапцаров. Во будното пиринско градче Банско, по годината 1909 се роди дете. Испратен од Бога, револуционерни мисли да прети. Основно завршува во родното место, за татковината размислувајќи често. Во Варна завршува високо образование, а татко му удава прво македонско воспитание. Почнува да чита прогресивни македонски вестници и списанија, учествува на различни конференции и собрания. Вестникот беше нивна прва литературна трибина, во која почесто македонски се зборуваше и македонската поезија се повеќе се разборуваше. Ја напишал својата прва песна, толку убава, толку лесна. По неговите гради срцето блика, песната татковина се вика. Пред судот гласно и јасно изговара: јас се борев за среќата на мојата татковина. Готов сум да умрам за неа. И на истиот ден, на 23 јули, умрел за својата татковина, за неговата Македонија. Вапцарови треперења. Трепери стихот негов нежно, како листот во време снежно. Покајче по разбрнувана вода плови, со стрела под звезденото небо лови. Во свежа, кристална роса, Вапцарови трепети носам. Вешто срцето мое се мие, со секоја негова песна полесно мие. На стар, маглив лист, се уште се познава траги, од перо и мастило, негов ракопис, напишани се букви благи. Младички чувства сокриени, во безброј стихови се нежно полиени. Тоа се трепети од мрамор извадени, преточени во книга од свила, да прочиташ стихови, разгледани добиваш ангелски крила. На слобода тој извиши птичи лед, поглед фрли на циот свет. Грз трепет пушти од извор студен, создал мисли за изгледот чуден. Да ја доживееш Вапцаровата сила сета со сјај, да не видиш ваков крај, во инспирирани песни да тониш, без никој да те гони. А сега најгосподливиот момент при манифестацијата Вапцарови бранувања. Гранд при или најдобра творба на конкурсот. Творбата не е пребол на Анастасија Самарџиска. Нека победи уште еднаш да ја слушнеме низината творба. Непребол. Истрел, писок, паника, во тоа кобно утро, кога силниот грмеш на пушката ги разбуди птиците и извика на сет глас: мајки, плачете вие, плачете, одитирани лоши ја пишуваат судбината на вашите чеда, наши јунаци. Но една мајка го стегна срцето свое, не пушти ни солза, ни глас, ни вик. Знаеше оти сини гине честно, гине за татковината,
историјата. Таа знаеше од изамина човек со челична вера, човек кој не чуваше за татковината во срцето место. Татковината беше неговото срце. Животот го помина покрај топло огниште, но во срцето криеше студ. Оди далеко беше од домот, далеко од татковината, далеко од родината, за тоа толку песни твореше. Но не жалете вие, о луѓе, за неговата смрт. Песните ги сведочат за живот и дела, а неговиот спомен во историјата е запишан со крв. Почитувана публика, проследи го настапот на балетската група при Основното училиште Свети Климент и Охридски под администрство на наставникот Ѓоран Кучевски. Uvijek